Разложение не ги провоцирајте. А они може да не провоцираат без разлика што се дојдени на наша земја и на наша трибина. Во Прилеп исто таман стигнавме у градот. Не нападна полицијата, така се каже, па не бркаше до железничка, па у чекална не начука, така се каже, 200 души у 20 метри. Потоа у Загреб имаше каде што ни приведува ради една бакли и покрај ригорозната контрола им внесовме бакли тамо. Исто у Горица, тамо отидовме со 2 автобуса, као од филмот Кото тамо пева. Словенците тие ги изфрлиле што ги продаваат тука 23-ка што ги возат, ние со такви им отидовме до Горица. Еден автобус се крстеа луѓето. Сега се случи пред брзо време, додиме на гостување во Битола и не застана полиција, вика не смеете, демек ве чекаат пијани матуранти, демек мислам кој е тој муавет? Мене мислам ако се толку спремни да ме чекаат во Битола или било каде не е проблем, јас ќе отидам, дали Битола било, дали Тетово, јас се чувствувам слободен, затоа што сум македонец, Македонија е слободна и ќе шетам кај сакам и ќе правам што сакам. Ја мислам дека сите навијачки групи домашни се заштитени од својата полиција. Овде кај нас е обратно. Дали некој тоа свесно го прави да се утепа навивањето, да се уништи, да нема навијачки групи, не знам што ја работат. Да, и у Братислава исто беше така, кај што полицијата не даваше на столче да застанеш. Така да бидна и таму една гужва, кај што улетаа специјалци и не изфрлија од трибината. Иако може да кажам дека за тоа не бевме ништо криви. Класични инциденти немало, све тоа е ради тоа што има премногу милиција во Скопје поготово. Кој да дојде е безбеден, ние кај дојдеме не сме безбедни. За тоа што никој не сака. Дали полицијата, дали навивачките групи од другите градови, никој не сака. А сите постојат само ради нас. Ги нема година дена, ќе дојде да игра со Вардар, знаат дека комити ќе дојдат и се собираат само ради нас. Пошто моментално ние обстојуваме. Колку толку какви што сме, обстојуваме само ние на овие простори наши. И обстојуваме. Емне не сака клубот, емне не сака полицијата, емне никој власта не сака, никој не сака, а ние упорно обстојуваме. Со забраната за организирани масовни гостувања, тифо движењето во Македонија се сруши. Настанува голема битка помеѓу комити и ФСМ, која резултира со невиден хаос на надпреварот Вардар Силекс. На комитите не им се дозволува гостување, на другите мактифози не им се дозволува да пристигнат во Скопје, па така интересот за ултранавивање помалку се изгуби. Првите проблеми со полиција сум ги имал уште во тоа време, баш ради тие определби, масовно скандирање за независна Македонија и секогаш полицијата била против нас и секогаш ми биле ние против полицијата. Односите никогаш не ни биле добри, уште од тоа време, а сега, нели сме демократска држава со демократија, со све, полицијата е уште полоша од тоа време. Едноставно донесува закон за навивачи, без да ги прашаат навивачите дали треба и што треба, дали може да се најде некој компромис. Цел свет тоа го прави заедно со нив за да нема проблеми, не ли они го прават контра нас, значи нешто што сакаме од старт ни е скратено. Се случило да не соберат и пред надпревар. Имам случај каде што јас сум собран пред надпревар, пред Вардар Слога во полициска станица, приморан, значи со диктиран текст од началник на полиција да потпишам нешто што јас не сум го изјавил, дека се согласувам нешто што се согласувам дека нема да навивам на национална основа, да, на вредно. Сум приморан да го потпишам тој, дека ако навиваме на национална основа ќе одговараме прекршено или кривично без разлика. Тоа го диктира полициски началник и ти наредува дека ако не го потпишеш нема да излезеш се дека не заврши утакмицата. Вардар играше со Шкендија, например. Кај нас, ако се качиш на столче, ти доаѓа полицаец и не ти кажува културно симни се, не смеш да стоиш на столче, туку доаѓа, те тегне, те влече одма и нормално ствара револт и настанува инцидент.
а од нивна трибина се качува на јарболот, го симиња знамето и полиција не реагира, што тоа е прво со устав е забрането. Ги корнат сите столчиња, ја демолираат цела трибина, ги фрлаа столчињата на полицајците, ги фрлија у терен, никој не реагираше, ни влезе, ни ги избрка. Сме биле 20 комити имаме присуствувано на последниот надпревар Вардар Ренова во прошлото првенство. На наша самостална организација, значи со сопствени средства, коли отидовме, влеговме на стадион, се додека траше утакмицата добро беше. Кога заврши утакмицата, ние бевме нападнати од огромна група, од илјадници навијачи на Ренова. И не навијачи, можам да кажам дека луѓе што поминуваа во Тетово и пред стадионот, кога видео за кого се работи, пробаа да извршат напад, бевме нападнати. Полицијата, мислам, каква е таа полиција која се плаши да изреагира, да излезе надвор, се затвори со нас на трибината, буквално еден полицаец вака рече: "Што ќе ви правиме сега, како ќе ви изнесеме од стадион?" Каква е таа полиција кога не може да го спроведе законот? Се трудат на максимален начин овде нас да не бойкотираат, не знам какви не притисоци да ни направат во Тетово, Прилеп, Битола, било каде на друго место, не важи. Едниот аршин е за нив, едниот аршин е за друг аршин е за нас. Тие кои ќе дојдат у Скопје се обезбедувани, никој не му Тетово, никој не ни гарантира безбедност. Се чудат и плачат жандарите што ние се појавуваме у Тетово. Тоа е тоа. Едноставно никад не биле, увек сме им биле трн око и ден денес таа политика продолжува, само што сега е уште како да кажам, со поголеми репресалии. Не те малтретира толку многу колку што прави закони, што едноставно ти мораш да се откажеш од навивањето. Таму негде, кога дојде, би сакал да спомнам Митре за комесар и за јавна безбедност на Скопје. Со него почна некако да се изгладуваат некои односи на добро, меѓутоа со другите џандари никогаш не сме имале никакви односи. На нас гледале само како е една стока, така да се изразам, по која можеле да плюкаат и да газат. Меѓутоа ние секогаш сме реагирале на тоа и не сме оставиле зашто нашето име е светост и не сме оставиле на тоа никогаш. Сме били малтретирани и по станици по 2-3 дена и не затварале и за ништо, дека викаш судија уа, имаме и такви судски решенија добиено. Фудбалскиот клуб Вардар представува и свој епиден феномен во европскиот фудбал. Две навивачки групи навиваат за еден исти клуб. И двете се со различен пристап во навивањето, но со иста цел. Едните на западната трибина, а другите на северната. Две навивачки групи, а Вардар е еден. Значи, распаѓањето на навијачката група комити се деси во 99-та, се подели на две навијачки групи, едната премина на северна трибина. Тоа е, мислам дека најголемата грешка во навијачката историја на македонскиот фудбал. Навијачка група од 3-4 можам да кажам и 5000 навијачи на првенствени утакмици на Вардар. Значи, можам да напомнам дека сме присуствувале по 5000 на Вардар Пелисар и на Вардар Силекс во македонско првенство. Денес нема толку публика на цел стадион. Се подели навијачката група. Групата кога се дели секато останува на пример на иста трибина. Ако има поделби, има подгрупи, значи има све, или основата останува на трибината кај што била претходно, значи ти може да се трнеш на пример 20 метри или на другиот дел на трибината, да поставуваш исто знамење, да пееш и така натака. Тоа не е било проблем, кај нас се појави дури смешна ситуација сега во последниве години кај што нема ни фудбал, кога нема ни публика, да има две навијачки групи. Фудбалскиот клуб Вардар и на некои дури кога доаѓаат странски групи и кога разговараме, малку им е чудно како може така и како зашто не функционираме бар заедно на утакмиците, пошто нели заедничка цел сепак е Вардар. Па главна причина за поделба на комите може да се каже дека било така што кажувате незадоволството од тогашното водство што беше на комити, меѓутоа некои работи сами увидоа дека не се така и може да се види денешниот број на другата група. Поделата беше све само заради пари, а потоа влегува после самото ослабнување на навивачката група комити се случи, мислам, катастрофа. Почна да влегуваат политички партии, каде едната партија, каде другата и почна да разурува
Мислам, се случуваат големи омрази.